Инвестицијска офанзива во енергетиката, вложување во вкупна вредност од 5,7 милиарди евра одобри ресорното Министерство за енергетика согласно годишниот план за 2026. Министерката Божиновска вели дека интересот за изградба на енергетски објекти бил огромен. Од 284 апликации биле одобрени 67. Предвидено е да стартува изградба на 59 фотонапонски централи во висина од над 2 милиарди евра, 7 ветерни централи вредни над милиарда евра и една когенеративна гасна централа од 445 милиони евра. Интензивно ќе се инвестира и во 96 системи за складирање на електрична енергија. Планот опфаќа вкупно 96 складишта на електрична енергија со вкупна инсталирана моќност од 2027 мегавати и капацитет од речиси 5000 мегават часови. Проценетата вредност само на овие системи за складирање изнесува безмалку 2 милиарди евра. Ова вклучува 77 интегрирани складишта во склоп на електроцентралите, 19 изолирани самостојни складишта кои ќе служат за балансирање на мрежата. Македонија не се откажува ниту од реализацијата на хидроцентралите Чебрен и Галиште. Владата анализира дали самата да ги гради или пак да вклучи странски инвеститори во јавно-приватно партнерство. Инвестицијата е процената на над 1,2 милиарди евра. Во игра е финансирање преку британското стратешко партнерство, а заинтересирани се и вложувачи од Обединети Арапски Емирати, Франција и Јапонија. Ке ги разгледаме можностите, бидејќи го знаете буџетот и можностите. Најубаво е секако да биде наша инвестиција, меѓутоа мора да видиме и реално какви се финансиските можности. Можам да ви кажам дека нас не контактирала и јапанска фирма и француската EDF директно нас не контактира дека се заинтересирани. Тие две можам да ви кажам дека се заинтересирани. Во инвестицијскиот план се вклучени анализи на МЕПСО и електродистрибуција за стабилноста на системот, како и пресметки на трошоците за инвестирање, роковите за приклучување на новите објекти, како и потребата од нови мрежни вложувања. Кон енергетската независност ќе придонесат и општините. Предвидена е изградба на 56 енергетски објекти од страна на 7 општини: Македонски Брод, Лозово, Дебрца, Кавадарци, Куманово, Брабеница и Кочани.